Добро вечер од студиото на телевизија Нова. Вечер во посебна чест ми е да ви го представам мојот гостин, господинот Зоран Заев, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија и актуелен градоначалник на општина Струмица. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата и можноста што ни ја давате. Секако поздрав до гледачите, Гевгелија, Валандово, Богданци, кои што ќе ја следат оваа емисија. Да. Дали може да ни кажете која е целта на посетата во Гевгелија денес? Социјалдемократскиот сојуз влезе во една кампања на промоција на својата политичка понуда, на својата програма, каде што по пат на една дебата сакаме со граѓаните да предизвикаме интерес за одредени понуди од секој аспект на секојдневното живење во Република Македонија, пред се економските теми, кои што е секако многу важен дел од секојдневието на секој граѓанин во државата. Конечна цел ни е да створиме конкурентност во понудите на политичката сцена, за да граѓаните кога ќе дојде време да не бират на избори, да одлучуваат кој тоа треба да ја води државата, дали е председател на државата, премиер и влада или е градоначалници, да знаат кој е тој пакет на понуда од делот на најголемата опозициона партија. Дали е ова ваше прво доаѓање и среќавање со членството тука и кои се досегашните активности кои ги спроведовте вие и новото раководство во Гевгелија? Добро, јас сум познат веќе во Гевгелија. Да. Причина е зашто сум од Струмица. Така да многу често бев носител на изборна листа на Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата овде во Гевгелија, каде посетував од врата на врата, семејства директно, држев кампањи, митинзи, трибини, бев гостин дури во вашиот медиум, насекаде. Сум познат како човек за граѓаните од Гевгелија, посебно сум познат и по тоа што го работам општествено, тоа е Струмица секако, затоа што гевгеличани и струмичани се блиски, си доаѓаме, си одиме и апсолутно знаеме прилично поголем број од деталите за секој поединечно, за разлика од некои други луѓе кои што доаѓаат секако од главниот град или од западниот дел на државата и слично. Како председател на партијата, втор пат доаѓам овде. Првиот пат беше во делот на конституирање на органите на партијата, која што постапка веќе тргне и еве при крај изборот на председателите на местните одбори. Ние во Гевгелија веќе имаме ново раководство. Господинот Сашо Поцков е председател, се конституираше извршен одбор, секако се конституираа комисиите и советите околу извршниот одбор. Истовремено сега се тргна во постапка на поставување на председатели на местните одбори, тоа се на делот на избирачките места и знам дека се останете само уште 6 местни одбори. Причината денеска овде е секако токму таа. Во нашата агенда имаме посета по домови, имаме промоција на плоштадот во Гевгелија, имаме трибина која што ќе се одржи секако во масовно присуство на гевгеличани, каде што сакаме да отвориме јавна дебата на делот на начелна наша понуда или визија на раководството, за да некаде на 15 декември ја заокружиме политичката платформа, го објавиме документот како конечна политичка понуда на СДСМ и опозицијата пред граѓаните на Република Македонија. Целта е да сватат луѓето што е тоа што ние од опозицијата веруваме дека ќе го подобри и унапреди квалитетот на живот на сите граѓани во Република Македонија, апсолутно сакајќи да преку тоа го привлечеме вниманието на граѓаните, добиеме конечно поголема поддршка од власта за да се случи конечно и промената во управувањето на Република Македонија. Вашата агенда предвидува посета на 72 општини во Републиката. Дали го подготвувате членството на партијата за предвремени избори или пак само ја промовирате новата политика на СДСМ? Прво, опозицијата треба да биде силна, стабилна, критична или конструктивна, зависи од моментите кога тоа е потребно за државата, и секогаш е добредојдено да има силна опозиција. Ако опозицијата е силна и власта ќе биде внимателна, демократска, правична и слично, првата цел на овие промоции на секаде низ државата ни е политичката понуда на СДСМ, а втората ни е подготовка на нашето членство, на нашите симпатизери и поддржувачи, за да створиме една критична маса на релевантна, достоинствена, силна и голема опозиција. И тоа е добро, се додека не дојдат парламентарни избори, апсолутно ние се стремиме за добивање на власта во Република Македонија. И во тој правец формиравме 4 работни групи. Сите се составени од 25 до 27 луѓе.
Дел се пратеници, дел се највисоките органи на партијата на централно ниво, дел не се представници на централните одбори кои што не доаѓаат од цела Македонија, но овде со нас имаме и стручни луѓе од експертските области, каде што заедно ги отвараме овие дебати. Од сите овие 4 групи дневно се присутни по 3 во Македонија. Еве јас предводам еден тим, денеска сум во Гевгелија, Радмила Шекерински има свој тим, кој што е на друго место. Оливер Спасовски, генералниот секретар, има свој тим, каде што е на друго место. Иванчо Узунов, подпредседателот на партијата, задолжен за економијата пред се, има свој тим. Сите тимови се пуштени низ цела Македонија. Целта е да поминеме 72 општини ширум државата. Што содржи предлог програмата која ја презентирате пред граѓаните? Предлог програмата содржи наша понуда од сите аспекти на секојдневното живење. Покрива 19 области. Економијата е една област, земјоделието е друга област, образованието е трета област, демократијата е четврта област, културата е пета област, здравството е шеста област и така натаму. 19 вкупно области кои што го заокружуваат целиот амбиент на општествениот дебат кој што постои во Македонија, каде што се очекува од страна на граѓаните да има понуда на проекти, надпревар помеѓу позицијата и опозицијата, кој тоа ќе понуди подобри решенија, кои што ќе го подобрат животот во секој сегмент од општественото живење посебно. И при тоа апсолутно се обидуваме да дебатираме за актуелни моменти. Тоа што најмногу ги тангира граѓаните, тоа за што најмногу се заинтересирани граѓаните, а согласно тоа и најмногу се подготвени за дебат за овие работи. На овие дебати каде што одиме ширум Македонија, многу често луѓето не потпрашуваат за деталите од нашите мерки, но многу често даваат и прекрасни сугестии, кои што од практичниот живот секојдневно се поврзани со граѓаните, така да можеме многу и што да научиме од луѓето. Политичарите е убаво кога знаат детали, а деталите ги знаат граѓаните кои што секој ден се поврзани со актуелните проблеми. Очекуваме да и со тие предлози го надополниме она што значи начална понуда од страна на раководството на СДСМ, но истовремено сме подготвени да повлечеме одредена мерка. Например, во дебата ние имаме мерки кои што не се баш добри за граѓаните, а сепак се важни за државата. И честно е тие да ги представиме пред граѓаните. Во таквите дебати отвараме прилично сензибилни теми, каде што на крајот можно е граѓаните за одредени наши предлози да не убедат дека тоа не е баш во моментот потребно, треба да биде повлечено или пак модифицирано во иднина. Предвидувате нови 4 мерки за враќање на средната класа. Правечен данок на доход, ослободување од плаќање данок, развоен данок. Може ли нешто повеќе да ни кажете за тие? Овие се 4 мерки од даночната политика и силно влијаат врз враќање на средната класа, но се само дел од мерките кои што имаат конечна цел да ја повратиме средната класа, да создадеме фер и демократско општество за сите. Значи праведно општество во кое што можеме да видиме дека државата е мајка за сите, дека сите имаат фер шанса да зграбат од националното богатство и доход рамноправно и при тоа со редистрибутивните функции на буџетот може во многу да се избалансират состојбите во државата. Јас велам вака, 22 години во Македонија, големите патриоти македонци, големите патриоти албанци се трудеа постојано да го направат тој етнички баланс. Права доволно дали има за сите, се подзаборави на социјалните слоеви во општеството. После 22 години добивме 2-3% класа на граѓани кои што се многу богати, 3-4 до 5% се среден слој и преку 92% се сиромашни граѓани. И тоа не е фер и праведно општество, тоа не е добро општество. Дојде момент кога мора да се каже стоп. Дојдовме до црвената линија и сега мораме да конструираме политики и програми кои што пополека ќе ги вратат парите назад кон граѓаните. По секој основ. Токму дел од овие мерки пред се во даночната политика, кои што ги прашавте, имаат таква улога. 130 милиони евра сакаме годишно да вратиме назад кон граѓаните преку мерката повраток на ДДВ до секој граѓанин или секој потрошувач. Сите знаеме дека трошиме пари за плаќање на сметките на кои што има ДДВ. Струја, вода, телефони, на секоја сметка има ДДВ. Кога купуваме прехранбени намирници од дуќан, има ДДВ на сметката фискална. Кога одиме да купиме нешто за дома, дали е тоа хемиски средства за чистење, дали е фрижидер нов, шпорет нов, болер нов или било што, ви дават сметка, има ДДВ. Кога ќе одите во некој угостителски објект, ќе пиете едно кафе, еден сок, едно пиво и тука ви дават сметка, има ДДВ.
Па сакате на детето да купите нешто за облекување, дали се кондури, дали е облека, дали е нешто за училиште, дали е велосипед или слично, плаќате ви дават сметка, секаде има да дава. Да. Така да ако потрошите 10.000 денари, плюс имате 1.800 денари ДДВ. Тоа се 18%. Да. Ние велимо тие 1.800 денари, 15% да се вратат назад кон граѓаните. Тоа возможува просечно секое семејство да враќа од 15 до 30.000 денари годишно. И тоа се добредојдени пари за секое семејство. Доволно да се покрие грејна сезона, да се оди на годишен одмор, да се обезбедат квалитетни средства за студирање на децата, да се платат некои за останати сметки и слично. Тоа е плюс приход кон граѓаните кој што ќе го зајакне нивниот финансиски капацитет. Да. Мерката е справедлива од проста причина што до денеска, еве, од 2001 година данокот на додадена вредност е на сила. Официјално според Министерството за финансии 35% данокот на додадена вредност се крие, не се плаќа. Има даночна евазија. Кога граѓаните ќе знаат дека враќаат ДДВ, секој ќе бара фискални сметки. Тие стануваат инспектори. Повеќе нема потреба од затварање на фирмите, од малтретирање од инспекцијски служби и слично. И оној страф кој што постои кај малите стопанственици, докенџиите, пазарџиите, што имат тезги во пазарите и слично, или средните и фабриките па дури, повеќе нема потреба зашто да се плашат од инспекција, и секој граѓанин ќе биде инспектор. Зошто? Заради тоа што во дуќанот, каде што сакаме да купиме производи, ако не ни дадат фискална сметка, нема повеќе да купувам. Ќе барам од другиот дуќан. Зошто? Заради тоа што ќе вратам дел од парите. Тоа ќе откорене сивата или црната економија која што постои. Значи сите ќе мора да плаќат ДДВ, а сите мора да дават фискални сметки со ДДВ. Ако на малопродажбата се продава исклучиво со документи, со фискални сметки, дури и трговецот на големо или производителот ќе не може да пушта роба на црно. Да се случи 70% со фактура, 30% на црно. Тогаш ќе има само со документи, со фактура. Ќе нема дури газдите на фирмите пари црни да ги плаќат работниците на црно. Тогаш ќе мора сите да ги пријават работниците, со да им тече здравство, пензиско. Има мултиплицирачки ефекти ова мерка, но самиот поим 130 милиони евра годишно да се вратат назад кон граѓаните е голема работа која што ќе придонесе многу врз финансиското стабилност или спокојство на сите семејства. Луѓето ги трошат тие пари. Еве сега во моментот владата да донесе некоја одлука да пушти 30 милиони. Кон граѓаните веднаш ќе се почувствува насекаде, а не 130 милиони евра. Во тој случај мислиме дека како мерка е многу значајна и ќе помогне. Другата мерка е правичниот данок. Денеска сите плаќаат 10% персонален данок на приход. Без разлика дали зимате 100.000 денари плата или 10.000 денари плата, и овој и оној плаќаат по 10% персонален данок. Ние мислиме дека тоа не е фер, не е правично. Затоа предлагаме оној што зима до 1000 евра плата да плаќа 9% персонален данок, тој што зима над 1000 евра плата, за разликата над 1000 евра да плати 18%. Значи ако некој зима 1500 евра плата, за 1000 евра плаќа 9%, а за останатите 500 18%. И тука имаме правичност веќе. И велиме дај Боже сите да зимат над 1000 евра плата, да платат повеќе за таа разлика. Тогаш значи сме дошли до едно ниво. Ова разлика на плюс пари и ова разлика која што останува од ДДВ-то во буџетот, некаде заедно возможуваат 2,5 милиарди денари да има повеќе средства во буџетот. Покрај тоа што се пуштат парите кон граѓаните, 2,5 милиарди денари, или тоа се некаде околу 40 милиони евра пари остануваат во буџетот кои што може да се искористат за нови социјални помошти, зголемени, за нови социјални пензии, да се воведат, да ги згрижиме децата кои што просат на улица, да ги сместиме во домови или да им најдеме дом на оние што спијат под мостови, во бараки и насекаде, да го направиме малку по-социјално општеството, да го направиме по-правично, по-фер. Така сите ќе имаме повеќе спокој во душите дека сме помогнали на сите наши сограѓани на кои што им треба помош. Тоа е тој правичен данок на доход, другиот е правичниот данок на имот. Да. Што значи тоа? Тоа значи дека не е во ред да плаќат исто сите граѓани данок на имот без разлика дали имат една куќа или еден стан, или имат 2, 3, 4, 5 стана и повеќе. Ние предлагаме да тие што имат една куќа или еден стан, каде што живеат, да плаќат пола од данокот кој што денеска е утврден. Зошто? Заради тоа што е нивниот дом. Тој што има втора куќа, да плати дупла повеќе.
Значи, ако плаќаме денеска 600 денари данок на имот, предлагаме во иднина за нашата куќа или стан каде што живееме, да плаќаме 300 денари. А оној што има втора куќа, а втората да плати 600 денари. Тој што има трета, ќе плати 900 денари. Тој што има четврта и пета, ќе плати 1800 денари. Тоа е правично. Дај Боже сите да имат по 4 куќи и 4 стана. Тогаш е фер и правично и ќе имат, секако кога има таков имот, ќе можете да платите. Тоа е правичното општество. Тоа се дел од мерки кои што значат рамномерно распределување или редистрибуција на богатството и доходот кон сите. Со тие пари државата директно враќа кон најсиромашните слоеви, по сите основи. И тоа го прави балансот полека да тежне кон рамнотежа. Имаме уште еден прекрасна мерка од даночната политика, на тоа е развојниот данок, каде што денеска сите плаќаат данок на добивка од 10%. И ние таа како мерка на сегашната влада ја прифаќаме. Треба да остане 10%, но при тоа даваме една нова можност, практицирана во една Словенија, во една Шпанија, практицирана, мислам, и во Холандија, која што дала одличен резултат кон општествените дејности. За што се работи? На крајот на годината сите фирми имаат завршни сметки и доколку имаат добивка, плаќаат данок на добивка. Пример, ако некоја фирма остварува 1 милион евра добивка, тие треба да платат 100.000 евра данок на добивка на државата. Ние велиме од 100.000 евра, 70.000 евра или 70% задолжително останува на државата да се плати. Ама 30% или 30.000 евра се опција на менеджментот. Може пак да ги плати на државата, но може да финансира спорт. Може да финансира култура. Може да придонесе во образованието. Пример, сака да продуцира нова генерации на текстилни работници или на агрономи во земјоделието, да го помогне и стимулира образованието или научната дејност. Сите знаеме дека тоа е поврзано со сите нас. Ако не спортувам јас, моето дете спортува. Ако не одат децата на театар, јас одам на театар. Сакам да конзумирам култура. Во образованието па сите сме поврзани. Или сме ученици, студенти, или нашите деца се, или нашите внуци се, сите сме на некој начин поврзани, тоа ќе придонесе многу во квалитетот, а не значи многу од буџетот на државата. Напротив, словенскиот модел покажал дека ако собирале 150 милиони евра данок на добивка пред оваа мерка, после воведувањето на оваа мерка, пораснал и приходот во буџетот на Словенија. Зошто? Заради тоа што фирмите повеќе немат основ зошто да ја штелуваат добивката. Добиваат бесплатен маркетинг, таму кај што финансират, се продуцирани да го покажат целиот тој дел, за да можат повеќе да пуштат на спорт, на култура, на образование или наука, а при тоа во буџетот не го загрозуват буџетскиот дел. Се практични мерки кои што дале ефект на вин-вин ситуација. Сите се во добивка. Така да тие се некои 4 законски решенија, како што и многу значено е за Гевгелија, еден од Валандови и Богданци се еден од бастионите на земјоделието во Македонија. И треба да знаат дека една од значајните даночни мерки кај нас е дека во иднина, доколку СДСМ дојде на власт, земјоделците нема да плаќаат персонален данок на доход. Тоа се многу малку пари за буџетот, но се многу драгоцени за земјоделците, во делот на тоа да останат повеќе пари кај нив, како заработка. Знаете дека, гради народ добива просек за 10 декари земја или 1 хектар обработлива земја, некој можеби 40.000 денари субвенција од земјоделието. Но на крајот му зима државата 55.000 денари персонален данок на доход. И тоа не е добро. Ние мислиме дека ако овие пари ги оставиме кај земјоделците и повеќе немаат поврска да го плаќаат овој персонален данок, и цената на храната може да падне, и тоа е квалитетно за сите граѓани, не само за земјоделците, а при тоа станува поконкурентна и пред странските конкурентни производи и за странските пазари. Тоа е важна мерка во која што мислиме дека можеме да поттикнеме да останат младите на нивите и да работат некаде, плюс да ги обработуваат нивите како дополнителен доход за своето семејство, да го искористиме оној природен ресурс кој што постои во државата. Да, имаме цел пакет на земјоделски мерки, претпоставувам ќе има интереси за нив да зборуваме подетално. Власта обвинува дека програмата е неостварлива и популистичка. Сметате ли дека Македонија има доволен капацитет да ја врати средната класа? Да се изнајде некоја алтернатива на владината политика? Јас сум недвојбено, недвосмислено убеден дека во Македонија може многу подобро и пострекно да се живее. Може не да бидеме Швајцарија на Балканот, но секако многу подобро тоа денеска што го има.
Поднебието не е такво. Географската поставеност не е таква. Имаме доволни ресурси како земја да живееме поспокојно, пострекно, подобро. И сега велите вака. Нели, тоа е веќе позната во јавноста. Замислете, владата на Груевски вели дека опозицијата е популистичка. И тоа е толку една чудна работа во ова наша земја. Зошто? Заради тоа што оваа влада е дефинирана како најпопулистичка влада на светот. И премиерот Груевски. Но како и да е, ние сме овде за дебата. Жално е што не прифаќаат никакви дебати. Да седнеме па да детално образлагаме за можноста да биде тоа исфинансирано, од каде ќе се најдат пари, колку капацитет има државата или слично. Но еве, убаво прашање добивме од вас, да дадам конкретни одговори. За сите овие мерки кои што досега се промовирани, а ние имаме 350 мерки во програмата, но овие се мерки кои што допират силно до буџетот. Вкупната буџетска конструкција која што е потребна, заедно избалансирано со сите мерки, вреди колку 6 споменици во Скопје. Толку се парите потребни. Значи, ние немаме намера да градиме споменици, ако добиеме власт. Но, нели, еве и да градиме, 6 споменици помалку да градиме, има пари за оваа работа, а не па иш да не градиме. Годишно државата троши по 180 милиони евра за споменици и музеи. 25 милиони евра троши за медиуми. 50 до 70 милиони евра се крадат пари. Од политичари, конкретно, јасно, децидно. Тоа се вкупно многу милиони евра. Значи, ние се надеваме дека ќе има доволно средства за сите други останати стимулативни политики. Пресметките ни покажа дека вака конституиран буџет со 2 милиарди 870 милиони евра, тоа е 29% од бруто домашниот производ на државата. И како може да генерира развојна политика кон тенденција на враќање на средната класа и создавање фер и правично општество за сите. Плюс има дополнително развоен концепт и модел кој што ќе значи интервенција кон бизнис секторот, но со конечна цел нови работни места, покачување на платите на веќе вработените, стимулирање на нови мерки. Јас би сакал секаде ја користам приликата заради честа на медиумите кои што ни ја дадат, да дадам една нова можност, една нова мерка која што досега не е објавена и сакавме да објавиме. Тоа е мерката на врзување на работното време или врзување на ангажманот на секој работник на час. Мериторна единица, која што ќе ја откорени злоупотребата на собствениците врз работниците. Така да однапред ќе биде дефиниран норматив по гранка за работен час. Тоа не е нешто ново. Го применува Германија, применува Австралија, го применува Америка, барем 60% од Америка. Тоа ќе значи дека ако газата одлучи да го задржи работникот 2 часа повеќе, веднаш ќе знае уште колку пари треба да му доплати. Кога ќе заврши месецот или неделата и стигне платата, работникот однапред веќе знае колку плата ќе земе. Колку часа има сработено, толку. Тоа само по себе е силен коректив за да ги вреднува платите и ги покачи на повисоко ниво, да не се злоупотребува работникот. Зошто? Денеска може да се случи да, не знам, имаме наместо 48 работни часа во неделата, текстилецот да има 78, 68 часа. Платата пак 9000 денара не му стига. И тоа не е фер и не е правично. Мораме тоа да го искоригираме, ако сакаме да имаме фер и правична држава за сите. И тоа не е проблемот кај работодавачите. Стимулативната политика и сите можности кои што законот ги нуди во државата, апсолутно работодавачот се однесува онака како што законот дозволува. И затоа не може никој да го казни или слично. Мора да бидат однапред дефинирани нормативите, за да може секој вработен да добие дополнително можност за фер плата за она што го сработил. Така да ова е едно од новите мерки, но генерално во буџетот постои капацитет. Втората работа е редистрибутивниот ефект кој што мораме да го постигнеме со буџетот, апсолутно е пресметан. Ние 5,5 месеци ја создававме оваа политичка понуда, од 5,5 месеци 3 месеци ги изгубивме на математиките. Од секоја буџетска можност, колку тоа може да допринесе. Така, например, утврдивме дека данокот на персонален не треба да биде помало од 9%. Значи, досега беше 10%. За нас е многу добро да дадовме понуда и 5%, и 6% и 7%. Да. Не е добро. Тоа државата не може да го издржи, затоа велиме 9%. 1% е значајно. Тоа може да биде плюс плата кај работникот, или работодавачот ја плаќа платата. Ако му заштедиме наместо персонален данок кон државата, би било фер да тоа биде дадено во нета плата на работникот.
И тоа значи покачување на годишно ниво, се собира доволно средства, кое што може би да значи плюс некоја пола плата за некој од вработените. Така да сите овие мерки се добро смислени, добро одмерени, ние сме отворени за дебата, за детализирање на секој од мерките, колку финансиски чини и колку отприлика тоа кошта. Најзначаен пример за оваа работа се социјалните мерки, каде што велиме дека граѓаните кои што наполниле 65 години старост, а немаат стаж од 15 години, тие не земат пензија. И никој не се прашува од што живеат тие граѓани. Децата си имаат своји семејства веќе, не ги гледат, или заминале надвор од државата, и тие луѓе прашање е како го доживеат животот секојдневно, се до нивниот крај на животот. И не е фер и правична државата ако не презема одредени действија. Ние предлагаме да и тие луѓе добијат државна социјална пензија. И таа е 40% од просечната пензија, значи некој 4.500 денари. Истовремено го враќаме стажот како основ за пензионирање. До сега граѓаните само што наполниле 64 години мажи и 62 години жени може да одат во пензија. Ние воведуваме ова да остане и плюс по основ на стаж. 35 години за жени, 40 години за мажи. Да има опција да изберат луѓето. Да не ни се случува, еве, во текстилната индустрија или во чевларската индустрија, па дури и во земјоделието, некаде во земјоделските комбинати или преработувачки капацитети, имаме луѓе со 42 години стаж, а имат 60 години старост. И не може да одат во пензија. Или еве во градежништвото. 60 години има човек со 40 години стаж и тој треба да се качи на скелетна конструкција на 5 спрат. И не е фер. Тоа не е добро. Друга мерка е бенефицираниот стаж за земјоделците и за градежниците, кој што ја нудиме. Што значи тоа? Тоа значи дека земјоделството и градежништвото се тешки економски дејности. На секој 12 месеци ние додадеме плюс уште еден месец да биде бенефициран стаж. Значи, ако некој граѓанин има 24 години стаж, му се запишува 26 години стаж. Директно двете се бенефициран стаж. Тоа ќе придонесе да во градежништвото и во земјоделието се оди во пензија на некој 59 до 60 години, секако, која што е посоодветно и понормално во овие толку тешки дејности, кои што сите се согласуваат дека се потешки од дејноста што ја извршува полицаецот. Например, а тие имат бенефициран стаж. Другото е покачувањето на 40% на социјалните помошти. Тоа се мерки кои што имат зафаќање од буџетот. И што значи тоа? Тоа значи дека ако досега семејство добивало 2.500 денари социјална помош за 5-члено семејство, ние предлагаме 40% да се покачи тоа. Тоа значи дека оној што зема додаток за него од трето лице, паричната помош како додаток за трето дете, детскиот додаток, социјалната помош, кој што има сите компоненти за 40% да се покачат, за да има достоинствен живот и за примателите на социјалната помош. Тоа се најсиромашната категорија граѓани во Република Македонија и мора да го подигнеме квалитетот на живот кој што и тие луѓе имат, а и нивниот живот вреди исто како сите нас во општеството. Тие се дел од социјалните мерки кои што секако имаат своји пресметки и буквално значат пари од буџетот, но буџетот на Република Македонија само со тоа што нема да инвестира во споменици ќе ги најде како пари. Во рамките на промоцијата на новата програма на СДСМ промовиравте и промена на амбиентот преку нови мерки во однос на демократијата и владење на правото. Дали сметате дека демократијата во Македонија ја нема и дека не владее правото во нашата држава? Еве вака, ако јас како претседател на опозицијата го кажам тоа, луѓето ќе кажат па добро, на опозицијата и тука е да критикува. Јас само ќе кажам вака. Граѓаните нека седнат, нека размислат дали има демократија во нашата земја. Дали кога од насот можат да очекуваат правда, кога се чувствуваат правични. Дали гледајќи ги сите телевизии и медиуми, може да видат дека има слобода на медиумите, сами нека оценат. Дали мислат дека јавната администрација е фер кон сите, успешна, ефикасна. Дали мислат дека стравот не е присутен кај сите. Сами нека оценат дали имаме минимум демократски услови за живот во нашето општество. Ние мислиме како опозиција секако не и сме должни да дадеме силен придонес тоа да го промениме. Што значи тоа? Тоа значи дека мора да има транспарентност на сите владени функционери. Еве сега процедурата на носење на буџет.
Мора да се појави министерот на МТВ вака, седнат со новинар, да ги каже деталите на сите трошења за наредната година. Да знаат граѓаните што го полна тој буџет, каде одат нивните пари, кои се тоа приоритетите на нашата титковина и зошто се вака алоцирани. Па може би некој ќе појасни, сугерира уште позначаен приоритет, па зошто да не се вгради овде, кој што допира до многу граѓани, важно е за цели области, може за цела земја или слично. Транспарентноста мора да има. Во делот на слободата на медиумите, не може по 25 милиони евра државата да пушта на медиумите директно помош. Значи за превезот на реклами, пропаганди и слично, и тоа не е добро. За едни пушта, за други не пушта и тоа не е фер. Мора да има правилник, јасно распределен, каде што код напред ќе знаат медиумите на која поддршка од државата може да чекат, но под фер распределба секако за сите. Па дури и да нема поддршка од буџетот, нека се најдат директно преку Совет за медиуми, каде што учествуваат самите представници на медиумите и сами да кажат како ќе го распределат тоа што значи буџетска поддршка на јавниот простор или на медиумскиот простор во Република Македонија. Третиот дел е казнената политика. Сите знаеме дека во државата се хара тирански буквално со испорачување на казни по дуќанчиња, по мали пекари, по тезги по дуќаните, по пазарите, по фабрики мини и слично. И тоа не е добро. Зошто? Заради тоа што и владата признава дека 15 дена затворен дуќан не е од корис на никој. Државата губи, газата губи, вработените губат во дуќанот. Никој не добива од таа работа. Таа мерка мора да биде укината. Втората работа, казните, кои што денеска ги имаме на секој чекор, ние мислиме дека при првата контрола на инспекцијски служби од било кој карактер мора да биде изречена опомена, не веднаш казна. Зошто? Заради тоа што инспекторите во државата по устав ја имаат превентивната улога во општеството, да укажат на пропусти, на слабости и слично, доколку вториот пат се повтори истата работа, грешка во работењето, тогаш треба да има казна. Зошто? Ако нема па казнена политика, ќе станеме анархија. Така да првиот пат имаме опомена, вториот пат има казна, но и таа казна во нашата програма е предвидена да биде 50% од сегашните казни. И апсолутно тоа значи прво фер и праведно општество за сите, каде што стравот ќе го отклониме. Еве гледате и со ДДВ-то веќе се отклонува можноста генерално за инспекцијски служби, пред се од управа за приходи. Така да ова мерка е многу значајна за граѓаните и знам дека е доста прифатена. Втората работа е извршителите. Имаме таков закон за извршна постапка, каде што извршителите може да те крстат со суми колку ви сакат. Ако имате 1000 денари долг, може да ви стигне дома извршителски акт од 10.000 денари. И тоа не е фер и не е правично. Надоместокот на извршителскиот додаток во секоја извршна постапка не може да биде поголема од 10% од долгот. Тоа значи, ако имате 1000 денари долг и се дошле до извршител, може да ви наплатат 1100 денари, а не 10.000 денари. Тоа е фер. Извршители харат и чукат буквално по секоја врата. Денеска тоа мора да се регулира, ако сакаме да го имаме исто така социјалниот аспект во нашето општество. Оти остане на крајот уште душата да им ја земат на луѓето. Тоа не е фер и не се почитува уставната компонента, кој што меѓу другото стои дека сме суверена земја, дека сме демократска земја, таму стои и социјална земја. Каде што социјалниот аспект е важен. Државата мора да води грижа за сите граѓани. И од тој дел една значајна мерка е токму таа од делот на сетот на демократски мерки кои што ги предлагаме, а во делот на демократијата имаме 5 подобласти каде што отприлика помеѓу 10 и 20 мерки имаме од секоја подобласт. Постои ли дел од предлог програмата која се однесува на земјоделието? Знаеме дека Гевгелиско-Валандовскиот регион е свртен кон производството на рано-градинарските производи. Колку во овој сектор ќе се подобри состојбата? Јас сум од Струмица, се гордеем од тоа. Заедно со Гевгелиско-Валандовскиот регион и Струмичкиот регион заедно важат за еден од најголемите градинарски региони пошироко во овој Балкан наш, а секако најголемите во Република Македонија. И тоа во најмала рака ми приличи како председател на опозицијата да обрнеме посебно внимание во делот на земјоделието, но впрочем сите знаеме дека земјоделската дејност и земјоделието е силен наш ресурс за развој, доколку од него достоинствено се живее и доколку се мотивираат граѓаните да го обработуваат земјоделското земјиште.
Денеска, токму во Гевгелија, најавивме многу значајни мерки преку пресконференција во делот на земјоделието. Јас би најавил и би зборувал за неколку од нив. Се извинувам. Имаме повеќе од 50 мерки во земјоделството. Извинете. Еве неколку кои што според мене би биле повпечатливи за граѓаните. Субвенции ќе има и повеќе од досега. Зошто? Заради тоа што мислиме дека имаме посилен капацитет од оваа влада да ги искористиме и европските ИПАР програми, ИПА компоненти кои што се однесуваат на земјоделството. Да. Тука што е новината? Покрај повеќе субвенции од досега, ние мислиме дека тие мора да бидат навремено поделени за градинарите пред седбената сезона во февруари и март. За тутунарите веднаш после откупот на тутунот. Веднаш да им бидат дадени субвенциите. За производителите на жито веднаш пред седбената сезона. Тоа е овој есенски период. Да. Веднаш да бидат доделени за да може седбената сезона да ја понесат со помош на овие пари, така и за сите земјоделски дејности. Истовремено мислиме дека треба да стигнат до сите граѓани. До сега тоа не е така. Има одредени критериуми и услови, кои што значат, пример, големите собственици на парцели не добиват до крај субвенции, добиват само за дел субвенции. Или оние кои што имат само 1-2 декари у ситната парцела, и тие не добиват субвенции. Оние што имат под закуп земјоделско земјиште, пак не добиват субвенции. Се извинувам. Заради тоа што не се собственици на земјиште, например. Ние мислиме дека субвенциите мора да имат вакви ефекти кои што ќе конечно ќе тежнеа да бидат постигнати. Тоа значи, ако делиме на жито производител за 1 хектар субвенции и тој произведува 3 тона жито по хектар, идната година треба да тежне да добие 3,5 тона жито од хектар. И тоа ќе му значи плюс 10% стимулирање во субвенциите. Или ако вадиме куртовска капија од 1 декар земјоделска површина 2 тона, во идната година да тежнееме кон 2 тона и 300, да се зголеми продуктивноста по хектар. Тоа ќе го направи многу поконкурентно земјоделското производство. Субвенциите ќе се делат по основ на хектар и по основ на грло. Не како социјални помошти сега, подели ги, без разлика кој што произведува, мора да имат конечна цел и конечен ефект. Втора значајна мерка е годишно ќе инвестираме околу 10 милиони евра во обновување или создавање на нови системи за наводнување. Тоа е многу значајно, заради тоа што продуктивноста на македонското земјоделие е намалено, поради тоа што голем процент од земјоделските површини немат пристап до вода за наводнување. Само 25 до 30% од површините имаат обезбедено вода за наводнување. Тоа мора да го прошириме до некои 70-80%, за да може да има поголем принос по хектар. И тоа значи повеќе ќар за земјоделците. Трета мерка е директно буџетски стимулации за извозните ориентирани производи, за финалните производи, финализација на земјоделското производство и секако за зголемување на продуктивноста. Што значи тоа? Ако земјоделецот до крај го пакува своето производство, во килограм 2 ако е за малата потрошувачка, ако е за извоз ориентирано или е за зголемување на продуктивноста по хектар, има директно стимулација од буџет одредени проценти. Така да, например, ако нашиот земјоделски производител или откупувач сака да продаде на маркетите азбуки во Москва, по кило, по 2 и по 5 кила домати, тогаш тој ќе добие 30% субвенции за превозот, кој што е 3000 евра, 1000 евра ќе ги покрие државата. Со тоа стануваат поконкурентни нашите домати таму, кои земам како пример, и тоа отвара нови пазари, нови можности кои што ќе донесат и нови повисоки цени. Или стимулирање на отварање на откупувачки пунктови, на отварање на преработувачки капацитети, ладилници, сушари и слично, кои што ќе бидат нова апсорбциона моќ на откупот на земјоделските производи. Да створиме надпревар, кој тоа ќе даде подобра цена на тоа што го има, тогаш и цените ќе растат кај земјоделците. Такви се дел од мерките кои што ги презентираме, како што впрочем овде е и мерката ослободување од персоналниот данок и субвенционирањето на земјоделската дејност како бенефициран стаж во земјоделието.
Еве 5 мерки кои што денеска ги објавивме овде во Гевгелија и мислам дека и како ќе бидат заинтересирани земјоделците и во нив ќе видат на вистина можност како честно да се живее од земјоделието, достоинствено да се заработува, да останат многу повеќе пари отколку сега, а субвенциите да продолжат и да бидат добредојдена поддршка и помош за секој. Да. И за крај, има ли sada само кадровски потенцијал за остварување на целите од вашата предлог програма? Најубавиот дел во ова шетање ширум Македонија е токму таа што имаме можност кадровски да се промовираме. Еве јас сум тој што сум, ме знаат граѓаните, потекнувам од Муртино, од земјоделско семејство, работел земјоделие, работев во деловниот сектор, водев комерција на 820 вработени во фирмите, општествено сум активен, еве 9-та година сум градоначалник, 1,5 година бев пратеник, ги знам сите општествени финансиски текови и го имам својот капацитет, кој што насушно верува дека оваа наша татковина има силен капацитет за да го подобри животот на сите граѓани. Со мене се првите луѓе од СДСМ. Тоа е Оливер Спасовски, Радмила Шегеринска, добро познати на нашата јавност, но ги гледате и сите нови лица, како што е професор Ванчо Узунов, професор Тања Прентовиќ, професор доктор Петар Атанасов, овде Александар Кирацовски, Фрусина Ременски, доста стручни луѓе од различни области, кои што се желни, орни да покажат практицирање на честа, која што евентуално граѓаните би ја медале, да покажат дел, во некој 4 годишен мандат, дека може навистина подобро да се живее во нашата земја. Ние со сите структури кои што ги имаме по ширум Македонија, по општините, заедно со Централниот одбор на партијата, заедно со извршните одбори, сите луѓе кои што од надвор, како нечленови што ни се приклучуваат, ги гледате во советите на партијата, како стручни експерти, создават непоколеблива, силна слика на силен кадровски потенцијал и капацитет на најголемата опозициона партија која што е подготвена да се впушти во добивање на чест од граѓаните да ја води Република Македонија. Ви благодарам на присуството и на прекрасниот разговор кој го имавме вечерва. Се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја наредна прилика. Ви благодарам и на вас, на честа што ни ја укажавте, со можноста да зборуваме за актуелните проблеми, за актуелните преокупации во Република Македонија и се надевам дека преку вас медиумите, што многу често и ние ќе допираме до граѓаните, а секако и тие до нас. И вам исто така ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.